Европската унија како клуч за стандардите и стабилноста на Балканот. Западниот Балкан може да учествува во програмите на ЕУ до 2030 година. Макрон, одложувањето на американските царини е само кревка пауза. Крајната десница на Полска се подготвува за можен излез од ЕУ. Животните предизвици на високоинтелигентните луѓе. Стефан Тренески победи на Формула 4 Чех Академија и испише историја. Проширувањето на Европската унија не е само економска и трговска неопходност, туку предуслов за политичка и безбедносна стабилност на целиот континент. Во изминатите години, Европската унија се наоѓала под некои притисоци, како што се економската криза, бегалската криза, како и безбедносните закани кои доаѓаат од различни правци. За да се задржи мирот и стабилноста на регионот, особено во југоисточна Европа, неопходно е да се обезбеди поголема инклузивност во процесот на европска интеграција. Денес, регионот на Западен Балкан има клучна улога во опстојувањето на стабилноста во Европската унија. Процесот на евроинтеграција за земјите од Балканот продолжува да биде една од најважните стратешки цели на Унијата. За да се постигне ова, потребно е да се извршат значајни реформи во овие земји, особено во областите на владење на правото, економскиот развој и заштитата на правата на малцинствата. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, истакна дека Европската унија мора да ги исполни своите обврски и да се обврзе на патот на евроинтеграцијата за сите земји кои ги исполнуваат условите. Европската унија, од друга страна, ја потенцира потребата од обновување на кредибилитетот на процесот на проширување, со цел да се потврди посветеноста на унијата кон овие земји. Важен момент во овој процес е обезбедување на јасни и опипливи патишта напред за сите земји, кои ќе им помогнат да достигнат членство во ЕУ. Министерката за Европа, интеграција и семејство на Австрија, Клаудија Плаком, изјави дека Западниот Балкан веќе над 20 години чека на интеграција во Европската унија, но дека напредокот се забавува поради соседните земји кои ја ставаат кочницата. Според неа, ЕУ треба да им овозможи на напредните кандидати за членство, како Црна Гора, Македонија и Албанија, да учествуваат во европските програми. Тие земји можат да напредуваат чекор по чекор, со видливи економски придобивки за населението и компаниите, рече Плаком, истакнувајќи дека за забрзување на процесот може да се разгледа и ограничување на правото на вето при одлуките кои се однесуваат на проширувањето на ЕУ. Таа предупреди дека ако Европската унија продолжи со сегашниот став, може да го изгуби кредибилитетот на Западниот Балкан и ризикува регионот да стане под влијание на други геополитички сили. Плаком додава дека се чувствува желбата за реформи и европска интеграција, особено меѓу младите кои бараат опипливи промени. Австриската министерка исто така ја изнесе својата поддршка за Украина, но нагласи дека Западниот Балкан е значително понапреден во процесот на интеграција во споредба со Украина, која е само на почетокот на својот пат кон ЕУ. Францускиот председател Емануел Макрон ја оцени одлуката на американскиот председател Доналд Трамп да ги одложи царините како кревка пауза. Тој нагласи дека Европската унија мора да остане будна и да работи на контрамерки за заштита од потенцијални трговски влијанија, особено од Кина. Макрон истакна дека Европската унија е сојузник на САД и дека, ако Америка сака поголем ангажман од Европа во инвестиции, безбедност и одбрана, тоа не треба да се постигнува со заканување со царини кои им наштетуваат на европските економии. Според него, приливот на кинески производи може да доведе до нерамнотежа на пазарот. Макрон повика на заедничка сила и акција од страна на Европската комисија и земјите членки за да се обезбеди економска стабилност и заштита на европските интереси во светло на неодамнешните трговски напнатости. На годишниот марш по повод Денот на независноста во Варшава, десетици илјади приврзаници на крајната десница изразија противење кон Европската унија, скандирајќи слогани за полегзит. Организаторите објавија дека присуствувале околу 40.000 луѓе, додека медиумите проценуваат дека било околу 90.000, нешто помалку од еден месец по победата на проопозицијата на парламентарните избори. Марчин Ковалски, лидер на свеополската омладина, истакна дека ако дојде до измени во европските договори, Полска треба да биде подготвена да ја напушти ЕУ, бидејќи тие измени би ја трансформирале унијата во еврофедералистички колектив под водство на Европската комисија. Надежите на екстремните десничарски партии за создавање моќен блок во Европскиот парламент пропаднаа кога полската владеачка партија ПИС ги отфрли предлозите за сојуз, главно поради значителни разлики во ставовите кон Русија. Лидерот на ПИС, Јарослав Качински, изјави дека не може да прифати нова групација предложена од италијанскиот лидер Матео Салвини, бидејќи постојат проблеми во односите со Русија. Овие различни ставови во однос на Русија, како и други политички разлики, ја отежнуваат соработката меѓу екстремните десничарски партии во Европскиот парламент, што може да има влијание врз формулирањето на идните политики на ЕУ.
Вистина е дека високоинтелигентните луѓе често уживаат во многу предности, како што се подобри работни места, повисоки плати и успех. Меѓутоа, психолозите истакнуваат дека нивната интелигенција носи и конкретни предизвици во секојдневниот живот. Вистина е дека, иако тие уживаат во бројни бенефити, високоинтелигентните личности се соочуваат со одредени тешкоти. Вистина е дека за многумина прашања како какво е времето, или дали го гледавте надпреварот минатата ноќ, се само дел од секојдневието, но високоинтелигентните луѓе често се чувствуваат непријатно во таквите разговори. Според истражувачката Мартина Кола, вистина е дека високоинтелигентните луѓе бараат сложеност во разговорите, па затоа рутинските, површни теми можат да бидат ментално исцрпувачки за нив. Вистина е дека, додека многумина уживаат да ги следат модните и културните трендови, високоинтелигентните луѓе често немаат мотивација за такви ситници. Доктор Дженифер Хартштайн забележува дека вистина е дека високоинтелигентните луѓе не се заинтересирани за мали нешта кои не го предизвикуваат нивниот ум, што може да доведе до чувство на досада и исцрпеност. Вистина е дека одржувањето блиски пријателства и врски може да биде предизвик за високоинтелигентните луѓе. Според психотерапевтот Джонатан Алперт, вистина е дека тие често ги интелектуализираат ситуациите, што го отежнува создавањето емоционални врски. Тој додава дека потребата за приватност и зголемена чувствителност на физички контакт може да создаде дополнителни пречки во односите. Вистина е дека, иако високоинтелигентните луѓе имаат аналитичко размислување, тие може да имаат проблем да управуваат со своите емоции. Клиничкиот психолог доктор Дакари Кимби истакнува дека вистина е дека високата интелигенција не гарантира добра емоционална контрола, што може да доведе до анксиозност и чувство на синдром на натрапник. Вистина е дека на високоинтелигентните луѓе често им е тешко да ги затворат своите мисли, што може да предизвика проблеми со спиењето. Доктор Хартштайн забележува дека вистина е дека тие често немаат навики за релаксација, што влијае на квалитетот на нивниот сон. Перфекционизмот и преоптоварувањето со мислите дополнително го отежнуваат спиењето. Стефан Тренески, 17-годишен талент од Македонија, постигна историски успех со победа на второто издание на Формула 4 Чез Академи во Чешка. Ова престижно надпреварување е прва скала кон Формула 1, а Тренески е првиот македонски возач што остварил ваков резултат во оваа конкуренција. По завршувањето на 4-дневното надпреварување, Тренески изјави дека возењето F4 болид било остварување на детскиот сон. Брзо се прилагодил благодарение на интензивна подготовка на симулатор, а поддршката од тимот Лука Мотоспорт од Чешка одиграла клучна улога во неговиот успех. На академијата имало и физички и ментални тренинзи, каде што Тренески исто така блеснал. Тој е веќе втора година дел од британскиот еспорт тим Brabham Motorsport, поранешен F1 тим, каде тренира преку симулатори. Минатата година победи и во Формула Стар, што му обезбеди место во Renault Twingo Cup. Сега, со новата победа, доби стипендија за Чез Формула 4 првенството во 2026 година, каде ќе се трка со врвни тимови и возачи на познати европски патеки. Европската унија како клуч за стандардите и стабилноста на Балканот. Западниот Балкан може да учествува во програмите на ЕУ до 2030 година. Макрон, одложувањето на американските царини е само кревка пауза. Крајната десница на Полска се подготвува за можен излез од ЕУ. Животните предизвици на високоинтелигентните луѓе. Стефан Тренески победи на Формула 4 Чех Академија и испише историја.